Сабиха Ѓокчен. Ова име многумина ги асоцира на еден од аеродромите во Истанбул. Но знаете ли која била жената што го носи името на еден од најголемите меѓународни аеродроми? Сабиха Ѓокчен е прв женски борбен пилот во светот. Родена е на 22 март 1913 година во Бурса, Туркија. Потекнува од сиромашно семејство кое имало бошњачко потекло. Желбата за образование ја исполнил првиот претседател на Република Туркија, Мустафа Кемал Ататурк, кој во 1925 година ја посетил Бурса и ја запознал 12 годишната Сабиха, која станала едно од 8 негови посвоени деца. Основно образование завршила во училиштето Чанкаја во Анкара, а потоа продолжила со образованието на Американската академија Ускюдар во Истанбул. Копнежот за летањето го покажала на отворањето на првото турско училиште за цивилно воздухопловство. На церемонијата во 1935 година присуствувал и претседателот Ататурк и на училиштето му го дал името Туркушу или турска птица. Сабиха е првата жена која се запишала во ова училиште. Успеа да се запише на Турската војна академија со посебна образовна програма во авиациското училиште во Ескишехир. Образованието го продолжи во првата авионска полковнија и станала борбен пилот на 23 години. Презимето Ѓокчен што ја е доделено во 1934 година значи онаа која му припаѓа на небото. Како пилот на турските воздушни сили летала повеќе од 8000 часа во 22 видови авиони, а учествувала во 32 воени операции. Гинисовата книга на рекорди ја евидентира како прв женски борбен пилот, а беше избрана како единствена жена пилот за постерот на 20 најголеми авиатичари во историјата. Ѓокчен почина на низиниот 88 роден ден на 22 март 2001 година. Истата година по неа именуван аеродромот изграден на азиската страна на Истанбул. Зад себе имаше 28 години пилотска кариера, што го потврдува символичното значење на нејзиното презиме. Припаѓаше на небото, но го прослави не само турското, туку и светското воздухопловство.